Личните документи без географската одредница Северна од полнок веќе не се валидни. Во странство нема да може да се замине ниту без налепница на возилото без ознака НМК, но и без променета сообраќајна дозвола. Редиците и очекуваните повици за закажани термини за промена на личните и патни исправи се уште се актуелни, а рокот за нивна промена кој завршува вечерва внесува само дополнителна нервоза. За граѓаните сето ова не ни требаше, а можеше и поинако да се реши. Што да кажеме, тоа на време требаше. 5 години се влече ова. Ова требало беше почнали законот што се уведе постепено до сега требало да се завршише пред една година две. Па може, секако дека може, ама... Дали за сака? Не знам, моите се средени. Освен личните документи, во последен момент во станиците за технички преглед стигнаа и налепниците НМК, кои се услов да се напушти државата. По подолго време на натегање, конечно пристигнаа налепниците, процедурата за нивното поставување со некоја телеграма известување дека ќе треба да бидат лепени тука во станицата врз основа на барање кое барателот ќе го поднесе до нас и на техничкиот преглед контролорите ќе треба на камера да ја залепат налепницата. Би требало да се реши некој проблем, а само гужва да нема. Они требаше да направат порано во, например, добро сега што поделија по регистрацијите објекти, да нема гужва. Инаку ќе направиме како у Скопје за личните карти. Па треба да немаме, каде и да одиме во светот, не би требало да имаме проблем. Освен за оние што сакаат да излезат, проблем имаат и оние што сакаат да влезат во државата. Во прашање се итни и неодлужни состаноци, но и свадби, смртни случаи, закажани операции и слично, кои огромен број на наши сограѓани ќе мора да ги пропуштат бидејќи едноставно нема да можат да влезат во државата. Граѓаните кои се затекнати во странство со пасош без Северна и ќе треба да си дојдат во Македонија, ќе може тоа да го направат ако извадат патен лист во некој од дипломатско-конзуларните представништва кои чини 30 евра и е на трошок на македонските државјани. Сето ова предизвика огромни реакции на социјалните мрежи, каде имаше низа саркастични реакции. Ако не фатат без возачка од Северна, дали ќе може казната да ја платиме со пари на кои пишува Република Македонија? Сите кредити заверени на нотар на кои не им пишува Северна Македонија, од вторник нема да важат. Сепак, според техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, решение за хаосот има, а тоа е следното. Денес е последен ден во рамки на кои што претениците кои што земаат плата од граѓаните на Република Македонија имаат можност да докажат дека се во насока на интересот на граѓаните. Без политиканство, без политички игри, со измена на овие два закони. Што и да ви говорат, кој да ви говори друг. Слободно разговарате со сите експерти од аспект на меѓународно право и од аспект на внатрешно право. Само со измена на овие два закони, во делот на важност како на возачките, така и на пасошите, може да се решат проблемите на граѓаните. Председателот на владата со премиерот кој што го очекуваме да дојде и заедно со председателот на собранието како пратенички групи да изнајдеме решение. Меѓутоа за да се случи тоа потребно е барање за свикување на итна седница. Ние тоа го направивме, со 20 подписи од пратеници можеме материјалите кои што се поднос на оваа седница да бидат доставени до пратениците согласно рокови побрзо од 10 дена или пак на самата седница. Затоа очекувам во текот на денешниот ден да се организираме и да свикаме оваа седница како би ги избегнале сите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните во нашата. Пратеничката група на СДСМ најави дека ќе поднесе предлог законски измени. Со измени на законите граѓаните и понатаму да може да ги користат на територијата на државата. Во меѓувреме, граѓаните не смеат да бидат казнувани. Никој не смее да биде казнет за учество во сообраќајот. Ова е соодветно решение, возачките се за домашна употреба и мораат да важат и понатаму. За овие законски решенија очекуваме поддршка од сите пратенички групи во Македонското собрание. Од друга страна, добро е тоа што граѓаните кои што имаат лична карта со старото име нема да бидат спречени од страна на полициските службеници и ќе им биде дозволено да излезат од границите на Република Македонија спрема оние држави со кои имаме билатерален договор, вели министерот Тошковски.